Деновиве, почитувани гледачи, од Талин, Естонија, се вратија четворица ученици и двајца професори од Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица, кои зедоа учество на еден меѓународен проект. За каков проект станува збор? Ке го замолиме да ни каже Никола Делевски, професор во ова училиште, инаку координатор на проектот. Добар ден на сите. Станува збор за меѓународен проект во кој што се вклучени 6 земји, вклучително и нашата држава, под покровителство на Еразмус Плюс Европската унија. Проектот носи наслов Eco-Friendly Robotics, односно Code of Future. Се започна пред 2 години со самата апликација. Партнери за овој проект се наши веќе познаници колеги од други меѓународни организации кои што претходно ги знаевме и училишта. И одлучивме со ова нешто да биде како актуелна тема, вклучување на роботика и екологија за зачувување на животната средина. Инаку овој проект требаше да започне пред 2 години, односно пред да започне самата пандемија. Тоа не се случи поради ситуацијата која што го затегна целиот свет и еве сега годинава започнавме за прв пат да имаме мобилност и односно размена на ученици и наставници со сите партнери во нашите проекти. Првата мобилност која што се реализира беше во Талин, Естонија. Партнер кој што беше, можеби еве вака, најподготвен за да не прими и за да го пренесе своето искуство. Инаку еве една информација за нашите гледачи, дека Естонија е целосно дигитализирана држава и имаат многу големи финанси заштедено поради тоа што не користат никаква хартија. Една анекдота од целата случка, овие сертификати кои што ги гледате пред нас, 2 дена го бара самиот печат за да удрат на самите сертификати, бидејќи таму се оди преку дигитално подпишување. Меѓутоа и тоа не беше пречка за нив да ја организираат ова мобилност и покрај тоа што и ситуацијата таму со ковид не е сјајна. Училиштата беа повторно со специјален режим на работа, како што се одвива, меѓутоа убаво поминавме сите 7 дена додека бевме таму. Кои се 6 земји учесници на овој проект? Покрај нашето училиште, вклучена и земјата домаќин каде што бевме Талин, Естонија, вклучени се училишта од Португалија, Шпанија, Полска и Турција. Со какви искуства се враќате од Талин? Она што ние како наставници, како ученици го понесовме таму, бидејќи нашето училиште е техничко училиште, каде што имаме веќе смер и струка, електротехничка струка, и каде што имаме смер кој што е за програмирање и автоматика. Нашите ученици беа во поголем дел подготвени од тоа што таму треба да го поминат, односно да го земат како искуство. Меѓутоа, недостасуваше оној дел на практична работа која што таму го стекнаа самите ученици, затоа самите ученици ќе го пренесат како искуство. Ние како наставници, тоа што го понесовме таму и го донесовме од таму, е искуството и размената помеѓу сите земји учеснички во овој проект. Во Естонија е убаво тоа што учениците го учат, веќе го имаат имплементирано во секојдневниот живот. Главна атракција во Талин беа самите роботи кои што веќе функционираат низ градот и кои што вршат достава на намирници на граѓани кои што си направиле нарачка преку нив. Колку е тоа применливо во нашава земја, во нашава среда? Применливо е доста. Доволно е целата идеја на овие таму роботи кои што вршат достава е започната со двајца другари кои што се враќале доцна навечер, меѓутоа не можеле да најдат такси превоз. И тргнале од идејата да направат апликација за да го најдат најблиското такси кое што е слободно. И се започнува таму, започнува како стартап идеја, се развива како бизнис и сега во Талин, Естонија, една од најголемите стартап компании е повторно таа компанија која што се занимава со достава на храна на немирници преку роботи. Разговараме со професорот Ѓорги Данчев во Средното општинско училиште Никола Карев, кој беше еден од 20 професори, заедно со четворицата ученици на проектот што се одржа во Талин, Естонија. Господин Данчев, какви искуства носите од таму, односно како се одвиваа работните денови, колку што траеше овој проект? Добар ден на сите. Значи,
Проектот или официјалниот дел од проектот траеше 5 дена, во кои што имаше планирани активности за секој од тие денови. На почетокот беа формирани тимови од сите земји учеснички, со тоа што тимовите беа мешани, значи по еден учесник од секоја држава, кој добија конкретна задача да конструираат, односно да изработат робот и потоа да го програмираат со точно одредена цел. При тоа да се запази таа мисија на целиот проект, еко-френдли, значи конкретната задача беше поврзана со мисија Green Roads или зелени патишта. Веднаш почнаа со работа во уште првиот ден со исклучиво комуникација на англиски јазик. За да нема јазични бариери, разлики. Сепак имаше таму ученици кои што добро го владеат јазикот, ученици кои што помалку го владеат и сепак најдоа начин како да комуницираат меѓу себе. Почнаа да ги работат задачите, имаат 2 дена, понеделник и вторник, да тоа го направат и наредниот ден, односно во четвртокот, да ги финализираат работите и да ги представат своите решенија. Среда беше ден во кој што имаше планирани слободни активности, прошетка низ Талин како град, да се запознаеме со нивната историја и нивните споменици, знаменитости и така натаму, и плюс една посета на еден објект, Протофактори, во кој што имавме можност да присуствуваме на една работилница и понатаму да ги пробаме експонатите кои што беа интересни, ќе ви кажат учениците повеќе околу тоа. Последниот ден од активности кои што беа предвидени беше да ни ги презентираат роботите и да си ги смениме улогите. Тука беше интересна ситуацијата, значи требаше тие нас да ни објаснат што треба да направиме. При тоа ние да немаме можност да видиме што се случува надвор на делот кај што ги тестира и пробуваа решенијата, така што тие да бидат во функција на наставници, а ние во функција на ученици. Една интересна активност во која што низ смеа стигнавме до посакуваното решение и имавме сосема случајно можност да во периодот кога ние бевме во посета на Естонија да се погоди во тој момент да биде организиран таму еден од поголемите саеми за роботика, автоматизација, Роботекс, воедно интернационален надпревар во различни категории во конструирање на роботи и надпревари во различни категории, така што реално имавме можност да видиме како и да се запознаеме и со универзитетите и со компаниите кои беа таму представени на тој саем, со нивните решенија и да направиме една компарација. И кога сме веќе кај компарацијата, најпрви кажете ми со какви предзнаења вашите ученици отидоа на тој проект, на таа работилница, и каде сме ние тука во споредба со образованието нели во Естонија и во другите земји кои се учесници на овој проект? Вака, во текот на тие 5 дена додека учениците работеа, ние двајцата професори, наставници имавме координативни средби со сите останати учесници, со наставниците, каде што можевме да позборуваме за проблемите со кои што се соочуваме во секој од нашите држави. Реално сите имаат проблеми, значи во секоја држава и се повторуваат проблемите во образовниот процес, пред се да речеме од финансиски план и така натаму. Меѓутоа, генерално за конкретната проблематика нашите ученици има одредени предзнаења кои што требаше да ги надоградат, сепак тоа се е опрема кое што ние ја имаме многу малку присутна кај нас, сепак во Естонија станува збор за веќе 10 годишна и повеќе традиција, барем во училиштето кај што бевме, каде што функционира сето тоа, имаат
добра имплементација во целиот образовен процес, значи го користат тој пристап да во сите останати предмети кои што ги имаат во наставната програма. Во суштина нас ни фали оној дел, она тимска работа. Пред се мислам дека тука ја постигнавме таа цел барем со овие ученици, дека не се работи самостојно, треба да работиме тимски, повеќе глави подобро мислат, нели, создаваме подобри идеи, подобри решенија и мислам дека тоа е добро што на крај сите излегоа на некој начин како победници, тоа што им беше дадено како задача си го сработија. Благодарам. Со какви импресии од Талин, Естонија, се вратија четворицата ученици од Средното општинско училиште Никола Карев, учесници на овој проект? Добар ден на сите, моето име е Панче Пецев од Стромичкото училиште Никола Карев и мило ми е што имав прилика да учествувам на проектот од нашето училиште. Добар ден, јас сум Васко Караиванов, еден од учениците кој беше на овој проект и се враќам од Талин со многу нови искуства, многу нови пријателства од сите земји и многу сум благодарен на овој проект. Добар ден, јас сум Сара Ѓоргиева и навистина ми е мило што учествував на овој проект и запознав навистина многу нови пријателства, добив големо искуство што учествував на овој проект и би сакала да продолжам да учествувам на вакви проекти и се надевам дека нашето искуство ќе се надополнува се повеќе и повеќе. Здраво на сите, јас сум Кристијан Пиливанов, ученик во 4-та година во Средното општинско училиште Никола Карев. Како прво да се заблагодарам на нашите професори и на училиштето што баш нас не избраа за овој проект. И од Естонија се враќаме со многу нови знаења, со нови пријателства и во Естонија ги искористивме нашите досегашни знаења на проектот. Видовме како светот работи, како се применува технологијата и роботиката во многу понапредни земји и како овие нешта можеме да ги искористиме во нашата држава. Господин Неделевски, што после овој проект? Ова беше прва мобилност и морам да спомнам дека овие ученици кои што денес ги запознавте во нашето училиште се само дел од тимот кој што работи на овој проект. Од почетокот беа вклучени и се уште вклучени и други ученици, кои што на наредните мобилности, кои што ќе следуваат во секоја од земјите учесници во проектот, ќе бидат вклучени. Тоа е една од главните цели на самиот проект, односно размена на ученици во поголем број, се со цел тие ученици кои ќе се вратат во државите од каде што доаѓаат да го пренесат своето искуство кое што понатаму го стекнале. Наредна мобилност која што треба да се одржи е веќе идната година во февруари месец во Португалија. Заминуваме со други 4 ученика кои што веќе работат во проектот и се вклучени во самиот проект. Следува период од 2 години, каде што на временска растојание од околу 3 месеци секојаш ќе имаме различна мобилност, односно размена на искуства и на ученици и наставен кадар во земјите учеснички во проектот. Значи ли тоа дека ќе дојде моментот кога и Струмица и вашето училиште ќе биде домакин? Секако, тоа е и целта. Сите земји учеснички ќе бидат домакини на една работилница и поставена цел која што треба да го исполни во самиот проект. Нашето училиште планирано е да биде како домакин април или мај веќе идната година, со тоа што чекаме да видиме каква ќе биде ситуација околу COVID и сите тие работи, или евентуално остануваме да бидеме 2023 година како домакини училиште и земја. Темата останува иста? Темата е иста, проектот е исти, меѓутоа секоја држава има различна цел за исполнување учениците кои што треба да ја направат кога ќе бидеме домакини. Благодарам. Благодарам и на вас.